Ако е одевана, многу е. Таа компанија влезе во државата да го современи и европеизира електроснабдувањето, а реално постигна само ревносно да се ги наплатува од граѓаните сите главни и споредни услуги, и тоа по чудно солени цени. Доволно е да се истакне дека цената на повторниот приклучок по претходно бесплатно исклучување по две тарифи итна над 2500 денари и трпеллива околу 1500 денари. Но не е тоа најмудрата досетливост на одговорните во Евана. Во саботата на 28 септември, Љубинка Ајтовска, задолжена за односи со јавноста во општина Кочани, испрати електронско известување до медиумите дека во неделак има прекин во електроснабдувањето во Кочани во периодот од 6 до 9 часот. А што Ајтовска во сабота треба да биде слободна, бидејќи цела локална самоуправа не работи, а што и тајмингот беше пробиен неколку часа, ама да ја злоупотребува Евана општинската администрација за вакви известувања е пример без преседан. Првото прашање кој се наметнува е дали Евана штеди, односно не сака да плати за соопштенија во медиумите, па вака бесплатно лиферува известувања. Второто се однесува на општината која може би имала добра намера да ги извести граѓаните за прекинот, ама истата не води сметка дека се доведува во ситуација утре преку неа да се испраќаат соопштенија и известувања за прекин во водоснабдување, во снабдување со бензин, со дрва. Затоа велиме и одевана ако е премногу е.